Ренџерскиот батальон кој извршува специјални задачи во земјата и странство е една од специјалните армиски единици. Меѓу ренџерите има жени уште од формирањето во 2004 година, а денес се вкупно 12. Тие редовно учествуваат и во мировни мисии надвор од земјата. Желбата и идејата за да бидам дел од ренџерскиот батальон всушност беше да си докажам и на себе си, а и на останатите дека и ние жените можеме и сме равноправни да ги извршуваме задачите кои што важат за типично машки задачи. За едно од припадничките на батальонот никогаш во животот немало машки задачи што не може да ги изврши. Како што се сеќавам, уште од мали нозе имав желба да носам униформа и да работам во нашата армија. Секако тука и мојот надпреварувачки дух кој што го имам од мала и од најрана возраст се занимавам со секакви спортски активности, па може би тоа придонело за да донесам оваа одлука. Секојдневните тренинзи се предизвикувачки, па потребни се дисциплина и упорност за нивно извршување. Но ренџерките велат дека жените не треба да се плашат од непознато и предизвици. Имаме сопствени соби каде што престојуваме, посебни купатила каде што ќе може да се истушираме после физички активности и мислам дека се што треба ни е пружено. Да се биде дел од специјалната единица, еве ние сме доказ женскиот персонал дека тоа е возможно и дека ги рушиме стереотипите дека тоа е типична машка професија. Доколку се чувствуваат спремни и психички и физички да не се откажуваат без разлика дали се работи за влез во армија, за да се вработат во армијата и за било која друга професија што се смета за машка. Во ренџерскиот батальон велат дека секогаш преовладува тимскиот дух. Кога веќе разговараме за женскиот пол, скоро сите со еден или два исклучоци се со фамилии, со деца и без разлика на нивните приватни ангажмани, односно фамилијарни ангажмани, работа ја извршуваат целосно и без никаков проблем, но секако дека и ние имаме предвид, како што имаме за секој еден припадник во предвид дека некои обврски се неизбежни, така да и за женскиот персонал важи исто.